На свеченост денеска председателот на Општинската изборна комисија во Росоман Лазар Симоновиќ им ги додели уверенијата на новоизбраните советници, како и на новиот градоначалник на Општина Росоман Бранко Јанев. Граѓаните својот глас го дадоа во фер и демократска атмосфера, а на советниците останува да го бранат нивниот интерес токму во советот, рече на доделувањето Симоновиќ. Локалните избори 2017 година завршија. Избран е нов совет, избран е нов градоначалник. Им се благодарувам во име на Општинската изборна комисија на сите кои граѓани и жители на Општина Росоман кои придонесоа изборниот процес да се оди во мирна, фер и демократска атмосфера. Согласно изборниот законник, денеска на еден начин свечен ден, че ги врачиме уверенијата за избор на членови на Советот на Општина Росоман и градоначалник. Ви пожелувам успех во работата, се во интерес на жителите на Општина Росоман. Успешна работа, конструктивни седници, соработка и донесување на одлуки во интерес на граѓаните, без разлика на партиската припадност за новите советници посака и градоначалникот Бранко Јанев. И во овој совет калкулациите за коалицирање се уште траат. Мнозинството со 4 советници го има ВМРО ДПМН. СДСМ во советот е со 3 советници, па се шпекулира дека се е во рацете на останатите 2 советници, од кои едниот е на левица, а другиот на народно движење. Нејасно кои и какви интереси ќе брани останува до првата конститутивна седница. Инаку денеска по врачувањето на уверенијата примопредавање се случи и на градоначалничката функција. Неминовно од оваа функција е токму заминувањето, но важно е што зад себе ќе остави градоначалникот, рече Стојан Челазов и потенцираше дека покрај проектите зад себе остава и општина со стабилен буџет и без долгови. Па еве дојде моментот, бидејќи функцијата е таква да биде од народот избрана, значи најнапред сакам да се заблагодарам на сите кои што учествуваа во работата на мене како градоначалник, значи во овие 2 мандати, како градоначалник може да само да си изразам задоволство од тоа што како човек и како функционер го постигнав за Општина Росоман и бидејќи зад мене останаа многу дела, сега да кажам во делот на примопредавањето на функцијата, значи го оставаме буџетот во солидна финансиска кондиција, онаков како што секогаш бил во Росоман, значи негде 2.600.000 денара на сметката на буџетот и некои ситни фактури кои што се недоплатени, тоа се многу малку и верувам дека во иднина овие финансиски средства значи ќе продолжат да се користат за развојот на Општина Росоман, односно за решавање на проблемите на граѓаните. Во исто време оставам скоро 4 проекти кои што се аплицирани. Едниот е добиен, значи тоа е уредувањето на централното подрачје на Росоман пред местната заедница, 850.000 денара. Таму финеси треба да се дозавршат и верувам дека тоа се настрана од овие пари, значи кои што се. Вториот е со вински пат, значи Тера Вино, музејот во старото училиште, 250.000 евра некаде е финанската конструкција, од кои што 230 се за градење, другите се за уредување на самиот простор и апликациите кои што се во веќе трета фаза преку Европскиот конкурентски фонд за развој, тоа е патот, асфалтиран патот Трстеник Манастирец и исто така преку комуналното предпријатие, значи општината учествува активно во аплицирањето за набавка на нов камион за собирање на смет, каде што 90% од парите значи ги дава Европската фондација, 10% треба да ги обезбеди Општина Росоман, односно комуналното предпријатие. Во овој момент, значи тоа е се што би сакал да кажам, да честитам на новиот градоначалник на изборот, сепак граѓаните си го кажаа своето на последните избори, независно од тоа каква кампања имаме, значи сакам да му посакам успех во интерес на Росоман, а тука нормално дека сите после овие значи примопредавателски должности, самиот ќе осете тежината на работата и верувам дека ќе придонесе за развојот на Општина Росоман. За новиот градоначалник Бранко Јанев предизвикно и одговорност е оваа функција. Работата вети дека ќе ја започне со решавање на атмосферската канализација. Предизвикот е во секој случај голем. Се надевам дека проблемите кои што се пред нас во соработка со членовите на Советот на Општина Росоман успешно ќе ги решаваме.
Најпрво ќе треба да ја согледаме вистинската ситуација во општина Росомон околу виталноста на буџетот и останатите работи, а за се друго полека, бидејќи предизвикот е стварно голем, проблемите се надвиснати. Времето, уште еднаш кажувам, ќе покаже дали ние подобро ќе се справиме од решавањето на проблемите од претходната власт. Во програмата која што ние предвидовме во однос на решавањето на инфраструктурните проблеми, издвоивме неколку приоритетни проекти. Тоа е пред се делот во решавањето на проблемите со одводот на фекалната вода, односно тоа е канализацијата, решавање на делот на проблемите со канализацијата и потоа имаме тоа е за вториот проект, тоа е во соработка со владата за решавање на оној проблем кој што го има граѓаните тука во делот од стопанските сегменти, тоа е откупот и пласманот и продажбата на праската. По потпишувањето на официјалните документи, стариот градоначалник Стојан Челазов на Јанев му посака успешно функционирање и работа во интерес на граѓаните.